Минатиот пат зборувавме за тешкото и што е тоа што Бог го бара од нас, што е тоа што Јаков, братот на Исус Христос и апостол, ни го сугерира кога јас и ти доаѓаме и имаме тешки моменти. И сметам дека ова е вистинско време да се отвори и оваква една тема, затоа што во една цела година на корона, една цела година на предизвици кои што беа на светско ниво и на национално секако, година во која што кај многу од нас и на личен план не бевме поштедени, сакав да го слушнеме Јаков и она што ни го вели дека ние треба да се радуваме, не заради, и сакам да ме слушнете добро, значи ние треба да се радуваме, не заради тоа што процесот е мачен, па ние да бидеме мазохисти или садисти да викаме леле, многу ми е драго што се мачам, или некој друг ми е драго што се мачи, туку заради исходот, дека Бог е оној кој што ја има конечноста во неговите раце и дека тој може и вакви лоши ситуации да ги изведе на добро. Оно што сакам денеска да го зборуваме, оно што денеска Јаков ни го порачува на нас, е всушност продолжеток на ова што претходно го зборувавме, значи за оној процес на трпеливост и на изградба на вера, значи на како да кажам подобрување на нашиот квалитет низ таквиот тежок процес, пак ќе кажам низ тешки процеси. И она што верувам дека е клучен момент, оно што верувам дека е наш инстинкт, мој и твој инстинкт, кога е тешко во животот, тоа е да заради преголемиот емоционален набој, значи заради самото бреме што го чувствуваме, заради тоа што многу често не знаеме како ќе не стемни и како ќе не раздени, во тие моменти ние сме склони да донесеме брзи и многу често избрзани одлуки, кои што понатаму во некои други наши животни фази можат многу да не чинат. И мислам дека не случајно, кога Јаков зборува за искушенијата како за проверка и за трпеливоста, следно нешто кое што сака да ни го порача на нас е нешто кое што е суштинско за да ние да можеме квалитетно да поминеме низ какви и да се предизвиците со кои што јас и ти, моето и твоето семејство, работни организации, значи било кој се соочуваме. И ќе читам од посланието на Јаков од прва глава, од 5 до 8 стих. Ако некому од вас му недостига мудрост, нека ја бара од Бога, кој на сите им дава изобилно и без приговарање, и ќе му се даде. Но да се моли со вера и никако да не се сомнева, зашто оној кој се сомнева прилега на морски бран, кого ветрот го издига и го растура. Таков човек нека не мисли дека ќе добие нешто од Господ. Човекот што се двоуми во сите своји патишта е непостојан. Ова е следниот дел, ова е следното нешто кое што Јаков нас ни го порачува. А тоа е мудроста. Мудроста која што, како што кажав и претходно, е суштинска за мене и за тебе, за секој ден од нас кој што има тешки моменти, а за жал животот е преполн со тешки моменти. Може да бидат на здравствен план, може да бидат на финансиски план, може да бидат на ниво на држава, значи разочараност од судски систем или разочараност од корупција, разочараност од безперспективност, значи тешки моменти може да и за жал ќе бидат дел од мојот и од твојот живот. И тогаш кога јас и ти немаме памет, тогаш кога јас и ти едноставно не знаеме веќе каде да се свртиме, Јаков не подсетува, Јаков ни дава една покана. А тоа е: ако некому од вас му недостига мудрост, во контекст на искушение, во контекст на тешки моменти, ако некому од вас му недостига мудрост, нека ја побара од Бога, кој на сите им дава изобилно и без приговор, и ќе му се даде. Мудроста како клучен квалитет кој што јас и ти треба да го имаме како клучен контекст на носење на нашите одлуки среде тешки моменти, среде искушенија. И оно што веднаш Јаков сака да ни го каже е дека таа мудрост Бог сака да ни ја даде. Значи не е ова Бог, и тоа ќе кажам една работа, без разлика како си дошол до твоите тешки моменти. Може би се по твоја вина, може би не се по твоја вина. Без разлика дали се по наша вина или не се по наша вина, Бог во двата случаи може би си запренал многу работи во твојот живот. Може би си викаш не требаше да донесам таа одлука и не требаше да бидам со тие луѓе и не требаше да влезам во врска со неа и не требаше да влезам во врска со него. Не требаше многу нешта во нашиот живот. Бог не е тој кој што ќе застане и кој што ќе каже: знаеш што, сам си влезе или сама си влезе во оваа тешкота и се сама отплеткувај се. Значи Бог не е тоа. Јаков не подсетува дека Бог, ако ние бараме мудрост од него, Бог кој не сите им дава изобилно,
и без приговарање ќе му се даде. Значи Бог кој што сака да ни даде во вакви моменти. И понатаму продолжува, но да се моли со вера и никако да не се сомнева, зашто оној кој се сомнева прилега на морски бран, кого ветрот го издига и го растура. Сакам да обрнам внимание на овие стихови, зашто се исклучително значени. Многу често ќе слушнете христијани кои што викаат: "Еј, само ако имаш вера, секој добиеш, само ако имаш вера, секој добиеш." И многу често во евангелијата самите ученици Христови, самите апостоли му викаат: "Засили нашата вера, дај ни повеќе вера." Исус им вика: "Знаете што? Ако имате вера колку синапаво зрно, како едно најмалецко зрнце, тогаш вие сте во ред. Тогаш вие ќе можете да доживеете промена во вашите животи и во контекстите и ќе можете да правите големи нешта за Бога. Ќе можете да правите работи кои што едноставно можеби во моментов и не ви доаѓаат на ум. И тоа беше историјата на апостолите. Значи не станува збор за тоа дека ако имаме вера, се ќе биде како што ние се молиме, и од друга страна дека ако нешто ни се случува лошо, ако јас и ти сме во искушенија во нашиот живот, дека тоа е резултат на моето или на твоето неверие. Сметам дека ова што го зборува Јаков е исклучително важно. И ќе ви кажам наискрено, ова што ќе ви го кажам сега, го нема како перспектива дури и во доста од оние коментари на овие стихови кои што сега ги читаме на овој дел од Светото писмо. Не се работи тука само за вера која што имам ја голема вера, верувам дека Бог се ќе направи. Во овој контекст клучната вера е следново. Клучната вера е де факто доверба и всушност кога ние се наоѓаме во тешки моменти, нашето, како да кажем, искушение се состои од тоа кого да послушаме. Имаш веројатно шума од гласови околу нас, имаме шума често пати и од експерти, имаме шума од пријатели кои што добро ни мислат и си викаш: "Добро, кого да послушам?" И си викаш: "Ајде, него или неа или без разлика кој." Ама клучниот момент е кого да послушаме во овие моменти. И Јаков оно што го кажува е следново. Јаков ни го кажува дека ни вели дека Бог веќе ни дал и сака ни даде уште повеќе мудрост. И дека ние во тие моменти, овој сомнеж и ова неверие, не се однесува само на тоа дали ние веруваме во Бог или не веруваме, туку дали тој е реален извор на мудрост, што значи дали тој може да биде реален водич во нашите тешки моменти во животот. И ќе спомнам еден контекст. Контекст на личен конфликт. Може би имаш конфликт и може би тоа е од голем интензитет и може би те парализира тебе или тие околу тебе. Во таква ситуација, кога се наоѓаме во ситуација на конфликт, ние реално имаме два начини да го решаваме тој конфликт. Мудроста која што доаѓа од луѓе од околу нас, кои што можеби не се подпираат на оваа мудрост која што ни нас дадена во Светото писмо. И може да ни каже: "Знаеш што, ако он тебе ти направи ова, ти врати му 10 пати, ако он тебе ти на секое зло врати му со зло, ајде сите заедно да исплетеме шеми на зло, како на враќање на зло за зло." И сметнам дека тоа е еден начин. Врати му, ќе ти помогнам како да му вратиш, сакаш ли на овој начин да му се врати или сакаш ли вака да го завршиме конфликтот, сакаш ли да го нема човеков, сакаш ли да биде уништен, и тоа е еден начин. И знаете што, кога сме ние во конфликт и имаме такви чувства во нас, чувства на гнев, на разочараност, чувства на тоа дека некој со кој што можеби сме биле блиски во одреден момент ни е непријател, ние тогаш имаме сериозен проблем. Значи имаме ваква варијанта, имаме оно што вика Јаков. Да ги решаваме нашите конфликти на еден богоугоден начин, значи на начин кој што Бог предвидел да ги решаваме. И да бидеме тие кои што ќе претрпиме, и да бидеме тие кои што ќе простиме, и да бидеме тие кои што ќе иницираме комуникација, и да бидеме тие кои што ќе дадеме придонес, кој што реално многу често не е начин на решавање на конфликти во светот. И мислам дека едно пуштање на вести на телефон или на телевизија или било каде, цел свет е преплавен во конфликти, помеѓу другото заради гордост и суета. Кој е тој другиот или која е таа друга држава, нас да ни кажува како ние треба. Ние сме поголемите, сега они ќе видат. Че сакам да кажам дека ова се сериозни работи. Значи, ние во еден таков момент ние имаме реална одлука. Или како што вика, значи како што вика, но да се моли со вера, значи да се моли верувајќи дека од Бога може да ни биде дадена водлука во ваквите ситуации. И таквата вера не може да остане, таквата молитва не може да остане без одговор. Сметам дека следното прашање е многу логично. Како Бог ни ја дава мудроста? И ќе спомнам тука неколку клучни начини. Прво, Бог ни дава мудрост со тоа што неговата волја и неговиот увид за тоа како треба да функционира светот, неговите вредности се содржани во оваа книга, во Библијата, односно во Светото писмо.
И клучен начин за секој еден од нас. Прво, за вас кои што можеби не верувате, добро е да земете да прочитате едно евангелие, да прочитате да кажеме нешто што е дел од таа најрана историја, односно на дела апостолски, понатаму да прочитате дел од ова што го читаме денес посланието според Јаков, за да имате чувство кои се тие Божји смерници, кои се тие Божји насоки и на какви вредности се подпираат, и самите да донесете оценка и одлука дали тоа нешто кое што има логика и нешто во кое што вие можеби целосно не го разбирате, ама интуитивно препознавате дека ова е квалитетно. Ова може да ми помогне. Значи, ова е предизвик за вас кои што се уште можеби не верувате, односно немате изграден однос со Бог или само што започнувате или истражите во Светото писмо. Ова е првиот, ова е основниот начин како Бог нас ни дава мудрост. Освен преку Светото писмо, Бог ни дава мудрост и на уште еден начин. Пријателите со кои што ние ќе поминуваме низ тешките моменти на нашиот живот. И сметам дека ова е клучен момент. Затоа што, како што сум зборувал повеќе пати кај нас во црква, пријателите ја определуваат насоката и квалитетот на нашиот живот. Уште многу повеќе во ситуации кога е тешкото, ситуации во кои што сме ние во сериозни искушенија. Слушнете ме уште еднаш добро. Пријателите ја определуваат насоката и квалитетот, односно насоката и исходот на нашиот живот. И тие се суштински, затоа што тие се тие од кои што ние ќе се храниме со информации, тие се тие луѓе кои што ќе ни ги насочуваат нашите одлуки, било да се крупни, а обично во искушенијата се крупни одлуки, било да се тие секојдневни одлуки. И затоа она што Јаков го зборува и се обраќа на овие луѓе, како што кажавме минатиот пат, кои што се дислоцирани, кои што се надвор од својата удобност, значи кои што се наоѓаат надвор од својот географски контекст, значи овие се раселени лица, надвор од својата култура, значи се чувствуваат загрозени во тој контекст. На овие луѓе, тој им вели каде да сте, што и да правите, обкружите се со лица кои што ќе ви дадат квалитетен исход на вашиот живот, квалитетна насока и квалитетен исход на вашиот живот. И ова што го пишува Јаков е всушност го пишува луѓе кои што се верни, луѓе кои што веруваат во Бог и кои што ги имаат тие вредности. И ќе ви кажам наискрено, сечи инпут во мојот живот го почитувам. Значи, ама луѓе кои што имаат вера во Бог, имаат, како да кажам, имаат нешто што е проверено. Оваа книга, ова откровение, оваа Божја мудрост е со нас над 2000 години. И формирала култури, и формирала цивилизации, издржува еден тест на времето, без разлика на сите оние погрешни интерпретации и нешта кои што мораме да кажеме дека христијаните ги нанеле како зло на други луѓе. Таа е сепак проверена работа. И кога така се живее, и ќе ви кажам уште едно нешто, кога така се живее, ние имаме можност да донесуваме квалитетни одлуки. Да знаеме дека тие одлуки се во параметрите Божји, а параметрите Божји нам ни се дадени за да имаме добар живот, да имаме живот кој што ќе нема само да биде фокусиран на тука и сега, туку ќе биде фокусиран на вечноста со него. И затоа лично ти препорачувам, ако имаш таков момент и ако знаеш некој кој што е сериозен во однос на својот живот со Бога, во однос на своето следбеништво со Исус Христос, вклучи еден таков барем човек околу тебе, кога си во тешкоти и кога си во искушенија. Ке се моли за тебе и јас, како што вели Јаков, знам дека Бог дава мудрост и дека дава водство во најтешките моменти на нашиот живот. И второ нешто, ќе биде извор на Божја мудрост. Она што јас го искусувам во мојот живот. И немојте да ме разберете претенциозно дека христијаните се попаметни од другите, значи воопшто не станува збор за никаква супериорност. Станува збор за нешто друго. И најдобрите совети кои што сум ги добивал и од луѓе кои што не веруваат во Бог и тоа отворено го кажуваат, повторно се во склад со таа Божја волја и во склад со Божите вредности. Затоа што Божите вредности, пак ќе кажам, се за добро и за добар исход на нашиот живот тука и уште повеќе добар исход со вечниот живот со него. Така да, ако си денеска преплавен со маки, ако денеска буквално немаш памет за ништо и не знаеш како утре ќе те раздени и како ќе те стемни и не знаеш како од понеделник и си викаш леле заврши неделава, сакам да ти го препорачам тоа. Да го бараш Бог и да му дозволиш на Бога
да му дозволиш на Бога да ти даде мудрост. Дали ќе ти ја даде преку Библијата, преку Светото писмо, дали ќе ти ја даде преку луѓе околу себе, дали ќе ти ја даде на некој трет начин, а има и повеќе начини, ја не мислам дека ова ги исцрпи сите начини. Негова одлука е. Негова одлука е како тој ќе одговори на молитвата. Јаков ве уверува, јас од мојот живот ве уверувам дека Бог не може а да не одговори на молитвата. Понекогаш одговорите на молитвата или многу често не се по мој кеф или по наш кеф, ама тогаш е тој момент на вера во кој што ние велиме, Боже, можеби не разбирам како ги слушаш моите молитви, ама ти знам дека имаш исход и тоа добар исход за ситуацијата во која што се наоѓам. Јас сакам да ве поздравам и сакам, слушајќи го Јаков за молитвата, ова што го зборуваме денес, оваа инспирација која што црпиме, оваа насока која што црпиме од Јаков, да ја спроведеме веднаш и да завршиме со молитва за мудрост на сите нас во ова лудо и ненормално време по многу параметри. Господи, јас сум ти благодарен што Јаков не насочува кон тебе и дека не насочува токму во тие моменти кога ние немаме памет и кога сме стигнале во тешки ситуации, било заради наши глупи одлуки, заради наши суетни одлуки, заради нешто што ние сме го предизвикале или пак едноставно ни дошле таквите тешки ситуации во нашиот живот. Ние, Боже, денес те молиме заедно да ни дадеш мудрост индивидуална, на секој од нас, да ни дадеш, Господе, чекор по чекор излез од ситуациите во кои што се наоѓаме. Те молиме, Господе, за мудрост и пошироко на нашата држава. Те молиме да и дадеш мудрост на нашата влада, Господе, на владата на Македонија, да не води во сеопшта благосостојба, Господе. Те молиме, Господе, особено те молиме за здравствените работници, за министерот за здравство, за здравствените работници, Господе, кои што се бијат битка секојдневна, Господе, со короната и со многу други болести. И те молам и таму да дадеш мудрост, и таму да дадеш, Господе, одлуки кои што ќе не извлечат од сите тие ситуации во кои што ние се наоѓаме. И те молам, Боже, за уште едно нешто, оваа поларизација која што градиме во оваа наша држава толку многу време. Те молиме, Господе, да наместо да гледаме црно-бело на работи, да ни помогнеш мудро да согледаме и да ги поставуваме поинакви прашања на тоа што е мудро да се направи во дадениот момент. Те молиме да не благословиш нас, да благословиш Македонија и ти благодариме што си ти нашиот Бог и извор на нашата мудрост. Во името на Твојот Син Исус Христос, на нашиот Господ Исус Христос, ти благодариме. Амин.